Во рамки на интервјуата со лидери на политички партии во пресрет на предвремените парламентарни избори, денеска гостин во студиото на МИА е Зијадин Села, председател на Алијанса за албанците. Господине Села, добре дојдовте во Медиумската информативна агенција. Благодарам за поканата. Изборната кампања е во полн ек. Настапувате како дел од коалицијата Сега е време, Алијанса за албанците и Алтернатива. Накусо, кажете ни ги 5 клучни работи со кои што ќе ги привлечете граѓаните да гласаат за вас. Добро, благодарам за поканата уште еднаш. Нашиот слоган е Сега е време за промена. Од друга страна, нашата програма се вика Држава за сите. Значи, цениме дека досега Република Македонија и Северна Република Македонија државата не имала ист пристап кон сите граѓани што живеат во Република Македонија. И од друга страна, преку ова сакаме да ги решиме некои отворени прашања кои уште ден денеска се актуелни, веќе на 30 години се нерешени. Имаме 6 главни столбови, од кои првиот столб е еднаквост, вториот столб е равномерен развој, тоа што стои во законите треба да се почитува, нели законот за равномерен економски развој никогаш не се почитувало, било од бившиот режим, било од сегашната, влада или налик на режим некако. Дигитализација и животна средина, и многу други мерки кои треба да се имплементират. Една од нашите главни цели за првите 100 дена е да се донесе закон за правична застапеност. Треба да имаме таков закон. Тоа е уставно гарантирано право за сите граѓани и треба преку законот еднаш за секогаш да се стави крај ова на манипулација која денеска се гледа и го имаше пред изборите, кога само со една изјава некој си земаше за право да пишува дека се чувствува албанец, турчин или ром и да им го заземе работното место на албанецот, турчинот и ромот. Тоа не треба да се дозволи и преку закон на тоа ќе им се стави крај. Нашата платформа е направена како последица на средби со граѓани и јас лично сум биден присутен во сите села и населби во државата пред да почне кампањата и пред да се прогласат изборите на 12 април. Знаете дека уште ден денеска ретко село можеш да најдеш дека го имат решено проблемот со вода со пиење. А од друга страна не само села, него имаме и градови кои го немат решено овој проблем. Во нашата програма ние планираме инвестиции директни во селата и населбите во градовите кои се останати без никаква инвестиција. Тоа значи од 400 милиони евра просечно колку државата троши на капитални инвестиции, 100 милиони ќе се доделат секоја година, 100 и нешто милиони. Ветуваме 500 милиони евра за инвестиции директно по селата, каде што имат проблеми со инфраструктура, со цел после 4 години овој проблем веќе да биде решен и да немаме граѓани кои секогаш имат ветувано веќе 20 години дека ќе го решат тој проблем и никако не го имат решено. Постојат и други работи. Една од тие работи кои треба да се решава и го имаме и во програмата, исто така треба да има промени во законот за државјанство и не треба да дозволиме граѓани кои живеат тука пред самостојување на Република Македонија до ден денеска да нема државјанство. А тоа значи при време на ова пандемија немат ни здравствено осигурување. И има случаи кога син или ќерка, наместо да се грижа за тоа што го имат изгубено најмилиот, треба да бара пари негде за да го зема од болница, бидејќи нема здравствено осигурување. Значи, секое барање кое е направено и кое е постаро од 5 години, со автоматизам треба да земат државјанство и да биде граѓани на Северна Република Македонија. Не треба да дозволиме преку некоја си допис од
УБК, стара баба или дедо, над 80 или 90 години, не знам, биле ризични за државата и да не зема државјанство. Такви случаи ги имаме секој ден. Така, преку законот кој го реков, нели, за правична застапеност, тоа не е само етничкиот аспект, преку тој закон сакаме да решиме и други проблеми. Половата еднаквост, например. Тој закон треба да служи за тоа. Не се решава половата еднаквост преку, не знам, 1/3 или пола представени жени во собрание. Или со волја некоја си политичка партија дека ево ќе имаме толку министри или функционери. Тоа што е важно е администрацијата. Минимум треба да биде 50-50 и тоа ќе се реши преку овој закон. Исто така, ние живееме во држава каде што над 10% од вкупниот број на населението се граѓани со посебни потреби. И таа категорија на граѓани треба да биде предвидена во овој закон за правична застапеност. Значи, ова е многу поопширна димензија. Мислам дека треба, како политики, треба да се грижиме за секој граѓанин. Изборната кампања во полн ек се води во специфични услови поради пандемијата со COVID-19. Сепак не се откажавте од директни средби со граѓаните. Како се грижите на тие средби, се да е согласно протоколите, што доколку ситуацијата излезе од контрола? Ние сме имале можност, што за жал не ја искористивме, како мала држава, да бидеме во порелаксирана ситуација сега. За жал, владата, техничка, таква како е што е, со сите актери, освен Алијансата за албанците не е внатре и дел од владата, не слушаше. Ние сме имале можност точно да имаме јасна слика за секоја куќа, која е позитивна и која не е. Во држава немаме, за жал, повеќе од 400.000 евро, максимум 500.000 домаќинства. Само со 5 милиони евра серолошки тестирања сме можеле да гледаме во секоја куќа каде има заразени со COVID, каде што кога овој серолошки тест ќе беше позитивен, ќе се правеше и PCR тест, мислам дека ова немаше да кошта повеќе од 10 милиони евра. И сме биле во можност не да ги затвараме бизнесите, него да ги ставаме во карантин за 14 дена, толку треба, секое домаќинство кое ќе излезе позитивно. Сме дале вакви предлози, не слушале во дело дека треба помош да им се дава на студентите и на граѓаните, тоа да, го има и очекува да дојдат шо поблиску изборите за да некаков начин легално ги купуват гласачите. И мислам дека голем проблем направи волјата на владата на Заев, например, кој по секоја цена се обидуваше да одиме на брзи избори. Нашиот предлог беше крајот на јули, бараз заради ова причина ќе имавме време да продолжиме уште малку со мерките и денеска ќе бевме во порелаксирана ситуација. За жал, ова сега, ние се обидуваме да ги почитуваме мерките. Јас цело време кога сум во терен носам маска, делиме маски кога имаме собери, нормално дезинфекцијанци и така натаму. Делот нашите говори е за да ги запазат мерките. Ја искористувам можноста да им пуштам порока на граѓаните, денот на изборите да не се плашат, нема никаков ризик ако држат маска и ако држат растојание метар и пол, минимум. И да биде заразен другиот што е тука, мислам дека не постои никаков ризик. И да, ризично е и многу не е толку лесно и за мене, нели? Значи не заборавајте дека јас сум председател на политичка партија, него јас сум и татко. Имам деца, имам сопруга и треба да се вратам дома. И ситуација во која се враќаш дома и се пазиш да не бидеш близу до децата, не е баш лесно. Нели? Постои овој дел кој
е болно. Јас имам 3 деца, од кои едната е мала, 3,5 години, и тешко е да одиш и да ја гледаш од далеку, нели? Како ја оценувате кампањата досега? Свидоци сме на валка на пропаганда, бомби. Каква кампања вие како коалиција спроведувате? Ние не сме се занимавале со овој дел. Мислам дека кампањата и изборите за мене треба да бидат свеченост на граѓани, бидејќи тоа е денот, тоа е логиката на изборите, кога силата е на нивни раце. Тие треба да им биде јасно дека денот на изборите ние политичките лидери, председатели, ние сме председатели, а сакаме лидери да го употребиме тој збор многу. Вредиме 0 моќ са бајле во 7 часот. И навечер ќе вредиме толку колку што ќе не гласат граѓаните еден по еден. Значи тоа значи дека силата е во нивни раце денда на изборите, а не на политичарите, а ниту на тие кои ги уценуваат, нели, граѓаните, а такви ги има многу. Не треба да има кампања со бомби, со прислушкувани разговори. Мислам дека тоа треба да биде предмет на судството, а не на политичките партии. Ние не сме водиле таква кампања, иако има многу, нели, што ги имаше на јавност прислушкувани разговори од страна на ДУИ са какви оквалификувања од нивниот лидер, што во однос на она фамозното индијанци на Гордана Јанкуловска, оквалификувањата на Али Амети беа за албанците уште полоши. Нели? Но без разлика, не се занимаваме со таа тема. Ние сакаме да покажеме дека сме различни. Дека треба да дојде промената, не само физички, но и есенцијално треба да се променат работите во ова општество. ДУИ излезе со мотото прв премиер албанец, го промовираше Насер Зибири за нивен кандидат. Дали сметате дека ДУИ со ова сака да го придоби албанскиот електорат и да преземе дел од гласачкото тело можеби на другите албански партии? ДУИ сака преку овој предлог да обстанува и да ги држи гласачите кои ги имаше барем. И загубата да не им биде толку голема, нели? Мислам дека не е прв пат. Ова јас сум го предвидувал и сум го најавувал. За време на локални избори и председателски избори. Тогаш ние излеговме, поддржавме кандидат албанец за председател, а Али Амети тогаш се шегуваше со нашиот предлог, иако целта наша беше албанските гласачи да ги држиме во албанските политички партии. Повеќе од јасно ни беше тоа, како стратегија. Од друга страна, уште тогаш јас имам најавено дека ќе ги гледате овие факултативни албанци. Али Амети и ДУИ се факултативни албанци, сезонски албанци. Кога се локални избори, не им пречи со Љубе Бошковски, не знам, со било кој друг да одат заедно и да се повикуваат на граѓанство. На председателски избори, бидејќи знаат дека ќе длабоко ќе губат на тие избори ако излегува со нивен кандидат, правеа кампања и од првиот круг го поддржа кандидатот на СДС, нели? И уште тога најавив дека ќе гледате дека кога ќе дојдат парламентарните избори, тие одма ќе станат големи патриоти, што не се. Ниту големи албанци, не се. Мислам дека таков предлог излезе после анкетите кои се направија од ИРИ, единствени анкети кои ги погодија резултатите и во Хрватска, сите други анкети од други компании што се правени, сите промашија резултат. Тоа значи дека се плаќат не за да мерат мнение, него да стварат мнение. Истото се случува и деновиве тука. Ова анкета беше направена од Босна нараченото Ипсос и во ова анкета ДУИ беше задменен. Тоа го натера Али Амети да излезе со овој предлог, ама и не е прв пат. Памтите ли 2014?
кога Али Ахмети излезе со идејата за консенсуален председател, нели? Тоа беше за цел единствена можност албанците да бойкотират, а кога си на власт можеш да го контролираш за да не излезе, за да победи Иванов уште еден мандат. И 2 недели после тоа беа парламентарните избори. И дуи тие 2 недели зборуваше и ветуваше Али Ахмети дека ние веќе кога немаме премиер и председател на државата не е консенсуален, ние нема да попуштиме со председателот на собранието да биде албанец. Што се случи? Одма после изборите, пак се гушкаа со Груевски и со ВМРО и правеа дули напредвар со ДП-а тогаш, кој прв ќе го гласа Трајко Велјановски за спикер на собранието. И на прашање на новинар зошто ги лажеше албанците, Али Ахмети рече, јас сум разумен политичар. Тој уште е разумен политичар, ама вака си прави игри пред гласачите и малку да го крева овој адреналинот кај албанците за да придобие што повеќе гласови. Друга страна, за жал, во неговата намера му помагат и двете македонски политички партии. За жал, уште останува дека за нив прилагоден партнер би бил ДУИ и за ВМРО и за СДСМ, бидејќи најверојатно низ години станале мали луѓе кои влегле во фјоките на службите. А тоа не е здраво. И мислам, ако тоа е причината, мислам дека грешат македонските политичари, бидејќи во долгорочен аспект тоа не ствара стабилност, него тоа прави проблеми во државата. И затоа мислам дека тоа е и, нели, слушнавте големата идеја нивна дека ако ДУИ уценува, тие се сакат, или се залагаа дека ќе направат влада само од со ВМРО и СДСМ, што е ризично. Ама целта е само за да му дават поддршка на нивниот пријател кој губи терен секој ден од нас. Лидерот на СДСМ во интервјуто за МИА истакна дека сте во комуникација и не исклучува можноста од постизборно коалицирање со вас. Врз кои темели би се базирало евентуалното коалицирање? Врз тоа што ќе одлучат граѓани. Јас неколку пати сум го повторувал ова, дека денот на гласање, гласачите ќе гласат за нас и ние ќе добиваме легитимитет. Ама тоа што тие гласат, тоа е програмата и нашата идеја. Нели? Значи, од кога ќе добие легитимитет нашата платформа, држава за сите, во тој случај јас не сум веќе Зијадин Села, него сум ветувањето и програмата кои тие граѓани ја имат гласано. И секаква коалиција ќе се базира на тоа што граѓаните имат гласано преку нашата програма. Албанските партии, како да ја засилија националистичката реторика на 10 дена пред изборите, во текот на вашите предизборни активности деновиве, порачавте дека ако СДСМ и ВМРО ДПМН планираат влада само со македонски представници, дека албанците ќе формираат влада само со албански политички партии. Како да ги толкуваме овие изјави? За жал, ние живееме во едно општество каде што јас како председател на партија треба да играм и улога на аналитичар. Нели? Мене би ми било драго ако слушнам некој македонски аналист, интелектуалец, да го кажеше тоа што јас сум го рекол, што е скратено. Не е тоа целосната изјава. Јас поточно сум рекол вака, сум прашал на Заев и Мицковски. Сум рекол, дали сте свесни дека преку вакви коалиционирања, наводно, што нема да се случи, свесни се тие, нели? Вие ги исклучувате од системот албанците. Дали, пак прашувам, кога некој биде исклучен од системот, албанците во овој случај, има право да го бойкотира системот. А кога веќе системот се бойкотира,
дали имат право да формират паралелен систем. Значи, тоа е моја препорака, да не играат со такви теми, бидејќи ако играат на вакви теми, овие ќе бидат последиците. Мене драго би ми било тоа да го кажат интелектуалци, аналитичари, ама за жал ние имаме поляризирано општество, немаме еднакво општество, бидејќи еднакво општество и секој ден граници за албанците, не е тоа едно општество за сите. Не може да биде едно општество за сите, од друга страна да не се дозволува во чашка да имат паралелки на албански јазик, или во Идризево, или до ден денеска мостот во Лока во Сарај да не се гради. Иако е изборно ветување од 2016 од СДСМ. Какво општество е тоа? А тие граѓани се принудени секој ден за да стигнат Скопје да направат плюс 20 или 15 километри. Тие се трошоци, тоа е губење време и така натаму. Значи, тоа е точно мојата изјава што сум го рекол, а мислам дека ако грешам во ова логика, ако некој те исклучува од системот, јас сум спремен да дебатирам. А колку пратеници очекувате? На крајот на краиштата, Њутновите, законите од Њутен уште се важечки, така ли? Ако не важат, тоа е друга работа. Колку пратеници очекувате да добиете со вашата коалиција? Па не сакам да играм со бројки, иако често прашувам, понекогаш даваме бројки, мислам дека слободно да ја кажам, со добра намера, нималку не е коректно вакво прашање од ваша страна, бидејќи треба на некаков начин се однесуваме. Па добро, бидејќи анкетите покажуваат... Ние контролираме граѓани. Јас реков дека денот на изборите имат значајност на сила на рацето на граѓаните. И ние ќе добиваме толку колку што ќе не гласат. Мислам дека коалицијата Алијанса за албанците алтернатива ќе ги победи овие изборите. Се обидуваме разликата да биде уште подлабока со ДУИ, ама тоа ќе го кажат граѓаните. Минатата недела заедно со вашиот коалиционен партнер, председателот на Алтернатива Африм Гаши, во Приштина имавте средба со Албин Курти во седиштето на самоопределување. Која беше целта на вашата посета? Политичка ситуација во Македонија и во Косово, последните збиднувања таму, и од друга страна фокусот беше повеќе изборите тука во Македонија и неговата поддршка за промената која е потребна тука во Република Северна Македонија. Не заборавајте дека за албанците овие избори се важни и за едно друго. 18 години тие што владеат со албанското општество тука во Северна Република Македонија, тоа е ДУИ. 18 години, и дали памтите кој беше првиот збор на Зоран Заев при 10 години владење на ВМРО ДПМН? Тој рече ни фали демократија. Бидејќи 10 години не е променета власт. Албанците 18 години не име променета власт. И локална, и централна. Локална, некои градови да, ама не многу. Истиот после оневозможи и кај албанците да дојде демократијата. Преку помагање директно на ДУИ Алијамети во локални избори. Значи, овие избори се важни за албанците заради тоа што ние со промената сакаме да ја вратиме демократијата внатре во нас. Има многу теми во секојдневието помеѓу граѓани и со право можда дека нашите политичари не се тоа што треба да бидат. Нели? Знаете што денот кога се прави, кога се едуцира политичарот, е денот кога гласа граѓанинот. Која била потребата за да имат ДУИ реформирани политичари когаш никогаш не биле казнати од страна на граѓаните. Затоа што повеќе имаме промена во политичката партија која владее,
толку поблиску ќе ни биде демократијата, бидејќи одговорно секоја политичка партија дава кога е во опозиција. Тоа од една страна ќе се отварат досиета на сите функционери и ќе се гледа начинот како владееле. Но од друга страна тоа е порака и за сегашниот функционер кој ќе се избира дека некој ден ќе дава одговорност. Тоа доведува до минимизирање на корупцијата. Не тврдам дека ќе исчезне, нели, целокупно. Ама тоа е преку казнување и промена, ние филтрираме политичари и го едуцираме политичкиот живот. И мислам дека таа промена е здрава да се случи во македонскиот блок, треба да се случи кај албанскиот блок. И лајтмотивот на овие избори ќе биде промената. И албанците ова го имат разбрано. А кога веќе ја спомнавте корупцијата, последните анкети покажуваат дека граѓаните се уште немаат доверба во правосудството. Доколку сте дел од власта, како ќе ја промените таа перцепција? Го имаме нацртано во нашата програма. Ние се обидуваме да победиме и ќе победиме и да бидеме дел од власт. Владата на Северна Република Македонија во првите 100 дена треба да се обрати со барање до Европската Унија, нарочито кон главните членки на Европската Унија, Германија, Франција и Холандија, со кои ќе бараме тим судии и правобранители кои треба да дојдат тука во Македонија и да го отворат сите затворени случаи во кои има сомнеж за политички одлуки, а не судски одлуки. Сите тие кои се затворени, предмети од минатото треба да се отворат, меѓу кои и монтираните политички процеси. Второ, ќе го бараме мониторингот во судот за организиран криминал, тука во Скопје. Истиот мониторинг кој Европска Унија го плаќа и го финансира за земјите од Источна Европа, како што се Украина, Молдавија, мислам дека таму имат, веќе тоа ништо нема да не кошта нас како држава. И за да бидат присутни во секое рочишто кое ќе се одржи во ова судство и нормално дека со нивна присуство не може тук така одлуките на судиите да бидат политички или етнички настроени. За жал, уште денеска одлуките на нашите судови се врз основа на име и презиме и етничка припадност и политичка припадност која имаш. Тоа е големата вистина, за жал. Ево, денеска кога зборуваме, убиецот на малиот 4-годишен Алмир е слободен. Се реквалификуваше случајот од убиство кој сите граѓани на Република Македонија има можност да го гледат преку видео, имаше камери, нели? Со обид да се убие целото семејство и загина еден 4-годишно дете, албанец, кој не беше ни свесен за етничка припадност, така ли? А од друга страна, Бобан Илич денеска е слободен затоа што случајот се реквалификуваше во сообраќајна несреќа со висок ризик. Замислете до каде сме доведени и се добива впечаток дека, не знам, со вакво реквалификување дека некој, не знам, цевка од глицеринот на кочниците е пукната и затоа не станало несреќа. Исто така случај со Саздовски. За жал при Тепачка загина еден млад човек кој по етничка припадност беше македонец, а насилниците албанци. Не тврдам дека треба да бидат слободни, ама и не треба судството да ги казни и да се квалификува случајот од физичка пресметка со последица смрт на свирепо убиство и како резултат сите тие, не знам, членови на овие спортски навијачки групи се казнети по 19 години секој од нив затвор. Нели? А сега ги гледаме челниците на ДУИ дека им организират прослави по театри и така натаму, а друга страна никој не гледа да го крева гласот за оној несреќен случај, што да, треба да бидат казнувани за да добиват поука, ама не 19 години. Тоа не треба да биде судството. И за жал,
Преиначењето или реквалификацијата на случајот беше донесена како последица на еден протест од страна на навијачите. Толпа повика на правда. Кога правдата ја прави толпата, се враќаме на 2500 години назад во античката демократија, грчката демократија, и држава која се носи од повиците на толпата, тоа е мизерна држава. Тоа е диктатура, а не е демократија. И мислам дека многу треба да се работи во правосудството. Ветингот треба што побрзо да се направи, вистински ветинг, и скандалозна изјавата на бившиот премиер, сегашен председател на СДСМ, кој вели дека ние не смееме да правиме ветинг заради тоа што ќе останеме без суди. Тоа е признавање дека ние имаме корумпирано правосудство и корумпирани судии ни делат правда. Од друга страна, мислам дека граѓаните со право се згрозени и не се задоволни, заради тоа што све што се направи се сменија пријателите. Криминалните групи кои беа контролирани од Сашо Мјалков, сега се пријатели на овиот СДСМ. Господине Сила, вие сте носител во 6-та изборна единица на коалицијата, каде што ќе се тркате со гласовите со Касами Ахмети. Какви се вашите очекувања во однос на поделбата на гласови меѓу албанските гласачи? Дуи повеќе имена политичари веќе декларираа дека е добро да замине во опозиција. Дуи ќе замине во опозиција. Јас обично го поздравувам, бидејќи и петка имаме број, и му веле мали во опозиција. Мислам дека во петка јас конкурирам со Али Амети. Ако велите за Билал Касами, исто како да велите дека конкурирам со Радмила Шенчеринска, например. Таму конкурира Алијансата и Дуи, значи јас и Али Амети, и ако, ево, се земе во обзир коалицијата Можеме, да, и со Зоран Заев. За крај, која е вашата порака до читателите и гледачите на МИА? Која е мојата порака? Тоа што секој го кажува, а и треба да се повтори. Да се пазат. Да се пазат и да ги поддржат, да ги мерките кои се предлагани, дистанца маски, повеќе миење раце, да се запазат, бидејќи на таков начин свеста ќе им биде во ред и на таков начин, пазејќи се себе, ги штитат и своите најмили. Од друга страна ги повикувам сите ваши гледачи и тие што ве следат, денот на изборите да излезат во што помасовен број. Нема никаков ризик ако носат маски и ако држат дистанца. И треба сите да гласат на таков начин како тие размислуват, за кој тие размислуват. И мислам дека ние треба да продолжиме во патот кон Европската Унија. Ви благодарам што бевте гостин во Медиумска информативна агенција. Благодарам.